Македонија е претворена во големо градилиште. Се гради на повеќе од 1200 локации низ целата држава. Од нови улици, патишта, до водоводи, канализации, паркови и плоштади. Градежните машини работат во речиси секој крај. Еден од градовите каде што веќе се гледаат конкретни резултати е Неготино, каде што со инвестиции вредни над 4 милиони евра се реализираат 12 инфраструктурни проекти. Првично направивме посета на улицата 29 ноември, проект кој што е во вредност од преку 28 милиона денари, финансиски средства обезбедени од Министерство за транспорт, каде што беше опфатена реконструкција на улица од 3 краци, каде што беше променета комплетно водоводната и канализационата мрежа, промена на стари азбестни цевки и при тоа беше асфалтирано во должина од преку 725 метри. Во моментов се наоѓаме на градежен објект, односно реконструкција на кружен тек и улици Христо Ботев, Маршал Тито, Партизанска, каде што имаме изградба на кружен тек. Владата најавува дека инвестицискиот циклус продолжува со цел подобра инфраструктура, поквалитетни јавни услуги и подобри услови за живот во сите општини низ државата. Денеска Македонија е едно големо градилиште, се гради на повеќе од 1200 локации низ целата територија на државата. Нешто што досега е незабележено во поновата историја на независна Македонија. И ќе продолжиме и понатаму да ги довршуваме овие проекти. Единствено лоша вест се тоа кое што се случува во државата е оние кои што не им мислат добро на државата, оние кои што не сакаат Македонија да успее, само тие не успеваат да го видат сето она кое што оваа влада и овие градоначалници го прават за граѓаните. Во моментов само преку програми кои што се од владата преку Министерството за транспорт се инвестираат некаде околу 246 милиони денари или над 4 милиони евра во изградба на улици, водоводни и канализациони системи, понатака паркови, кружен тек, плоштад, така што бројни се проекти кои што се работат или ќе се работат во Неготино. Најголемиот градежен бран се гледа токму на патиштата, а низ целата држава се градат и реконструираат автопати, експресни и регионални патни правци, додека механизацијата не запира ниту на локалните улици. Истовремено се вложува и во нови водоводи, канализација и комунална инфраструктура, а паралелно никнуваат нови училишта, градинки, спортски сали и здравствени објекти.